Смртната казна во Библијата. Драги пријатели, ја следите емисијата Одговор на тешки прашања. Денес ќе зборуваме за една од најтешките теми во човечкото општество – смртната казна. Ова прашање не е само правно, политичко или социјално, туку пред се духовно и морално. Затоа денес не гледаме што мислат луѓето, туку што вели Библијата, што вели Божјата реч. Број 1. Смртната казна во Стариот Завет, во Библијата. Во Стариот Завет, во времето на Израел како Божи народ, постоеле закони кои предвидувале смртна казна за одредени тешки престапи. Например, кој ќе убие човек и тој треба да биде погубен, читаме во Излез 21.12. Прелюба, Леви 20.10. Идолпоклонство, Второ Законие, 13 глава. Важно е да разбереме нешто клучно. Ова бил теократски систем. Тоа значи дека Бог директно го водел Израел како духовна и државна заедница во одреден историски период. Но ова не е универзален модел за сите времења, туку специфичен закон за одреден народ и време. Ова разлика е важна за правилно разбирање на библискиот контекст и Божјото постапување низ историјата. Стариот Завет покажува како Бог ја формирал израелската нација како посебна заедница со јасни закони и стандарди за праведност. Но во Новиот Завет, преку Христос, акцентот се става на милост, покаяние и внатрешна преобразба на човекот. Затоа е важно да се толкуваат овие текстови во нивниот историски и духовен контекст, а не изолирано. Број 2. Божјиот повисок принцип. Животот е свет. Истиот Бог кој ги дал овие закони дава и еден вечен принцип. Не убивај. Излез или втора книга Мојсеева, 20 глава, 13 стих. И уште посилно, Бог открива нешто за своето срце. Не ми е мило смртта на грешникот, туку да се обрати и да живе, пишува во Езекија 33.11. Ова не открива нешто многу важно. Божјата права желба не е казна, туку промена, не смрт, туку живот, не уништување, туку спасение. Овие принципи ја покажува длабочината на Божјот карактер, каде правдата секогаш е поврзана со милоста. Бог не делува со цел да уништува, туку да враќа и обновува. Неговата намера низ целото писмо е да води луѓе кон покаяние и нов живот, односно нов почеток. Затоа овие стихови ја нагласуваат надежда дека Божјата љубов секогаш има последен збор. Број 3. Исус Христос, милоста над судот. Кога доаѓа Исус Христос, гледаме радикална промена во пристапот кон грешникот. Во Евангелието според Јован, 8 глава, од 3 до 11 стих, жената фатена во прелюба е доведена пред Исуса. Според законот, таа требало да биде казнета и убиена. Но Исус вели, кој од вас е без грев, прв нека фрли камен. И кога сите се повлекуваат, тој вели, и јас не те осудувам. Оди и не греши повеќе. Ова е срцето на Евангелието, почитувани. Вистината не се укинува, но милоста добива последен збор. Овој настан јасно ја покажува Христовата рамнотежа меѓу правдата и милоста. Исус не го оправдува гревот, но истовремено не дозволува осудата да биде крајниот одговор. Наместо уништување, тој нуди нов почеток и повик кон промена. Така се открива Божјот карактер кој обновува, а не осудува. Број 4. Правда и државна власт. Апостол Павле во Римјаните 13 од 1 до 4 пишува дека властите се поставени за одржување ред и дека носат меч како символ на казнена моќ. Овој текст покажува дека државата има улога да го спречува злото и да одржува правда во општеството. Но Библијата
не го представува ова како повик за верниците да судат или да осудуваат, туку како опис на функцијата на државата во паднат свет. Овој пасус или овој стих помага да се направи јасна разлика меѓу духовната одговорност на верникот и државната одговорност на самата држава. Државата има задача да одржува ред и правда, додека верникот е повикан да живее со милост, љубов и лично сведоштво. Така Библијата ги разграничува улогите без да ја укине потребата од правда, но и без да ја укине милоста. Број 5. Црквата на адвентистите ја гледа ова тема преко неколку јасни библиски принципи. Под А. Бог е врховен судија. Само Бог има совршено знаење, совршена правда и совршена милост. Под Б. Животот е свет. Човекот е создаден по Божи образ и неговиот живот има вредност. Под В. Милоста е централна во Евангелието. Исус дојде да спаси, не да уништи. Под Г. Одговорност без осуда. Црквата повикува на покаяние, но не на сурова осуда. Под Д. Библиски баланс. Правда и милост. Библијата никогаш не ги раздвојува правдата и милоста. Тие одат заедно. Во Псалом 85:10 вели: милост и вистина се сретна, правда и мир се прегрна. Овој преглед јасно покажува дека библиската порака не е еднострана, туку балансирана меѓу правда и милост. Тоа значи дека вистината никогаш не се користи за осуда, туку за водство кон покаяние и обнова. Во истиот дух, милоста не ја укинува правдата, туку ја исполнува со љубов и надеж. Што значи ова за нас денес? Во денешниот свет, луѓето често се делат. Некои барат строга правда, други целосна милост. Но Библијата, почитување, не повикува на повисоко ниво. Да не ја игнорираме правдата, да не ја игнорираме болката на жртвите, но и да не ја заборавиме човечноста на грешникот. Затоа, христијанскиот поглед не е само казна или само простување, туку вистина со љубов. Овој пристап ја нагласува зрелата библиска перспектива, која не ги спротивставува и правдата и милоста, туку ги држи во рамнотежа. Вистинската христијанска етика ги зема предвид и страдањата на жртвите и можноста за промена кај оној што сгрешил. Така се создава простор за праведност, што не е сурова, и милост, што не е слепа. 8. Да заклучиме. Драги пријатели, кога зборуваме за смртната казна, всушност зборуваме за нешто многу подлабоко од закон или политика. Зборуваме за тоа што е човечкиот живот. Библијата ни кажува, животот не е случајност, животот е Божи дар и само Бог има последен збор над животот. Да, почитувани, Библијата покажува дека во одредени времиња постоела смртна казна, но уште посилно ни покажува нешто друго. Бог не ужива во смртта. Бог бара покаяние. Бог дава втора шанса. Бог нуди милост дури кога човекот заслужува суд. И тука доаѓаме до срцето на Евангелието. Исус Христос не дојде во светот да донесе смрт, тој дојде да донесе живот. И на крстот, каде што правдата и милоста се сретна најсилно, Бог покажа, гревот е сериозен, но љубовта е поголема. Затоа пораката за секој од нас денес е јасна. Не биди брз во осуда, не заборавај на правдата, но секогаш изберај милост кога е можно. Зашто денот доаѓа кога сите ние ќе стоиме пред Бога. И тогаш нема да праша само што направи, туку и какво срце имаше. И најголемата надеж на човештвото е ова, дека Божиот последен збор не е смрт, туку живот преку
Исус Христос. Почитувани пријатели, ви благодарам на вашето внимание. Се гледаме во наредната емисија. Пријатно!